Ја следите утринската програма на Телма. Крени глас против врсничкото насилство. Оваа приказна на Биби и Боби како вовед во денешното издание. Да си кажеме со Деспина Стојановска, психолог и системски и семеен психотерапевт. Добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро и благодарам за поканата. Освен вашата струка, психолог по професија, вие сте и стручен соработник во кампањата Крени глас против врсничкото насилство. Малку би сакал на почеток околу кампањата, бидејќи е актуелна многу деновиве со низа спотови, а допрва ќе следуваат и нови. Бидејќи навистина се соочуваме со алармантен проблем, меѓутоа веројатно не сме доволно свесни или пак молчиме, полесно е така да се игнорира некој проблем отколку да се соочиме со него. Па еве кампања за тоа, вие сте стручен соработник во кампањата, што значи вашата улога таму? Времето кое што ја подготвувавме кампањата донесе нови предизвици, донесе нови идеи. Именно како психолог и стручен соработник, мојата улога е да можам да најдам соодветен начин да допреме до оние целни групи, до оние луѓе кои што се соочуваат на било каков начин со врсничкото насилство, да видиме што се случува во нивниот живот, како да го превенираме насилството и се разбира како да ја подигнеме свеста на воопшто на граѓаните, на сите оние луѓе до кои што ќе допре оваа кампања на Марш Петров за да кренеме глас. Затоа што насилството постоело, меѓутоа свесноста кај луѓето за тоа колку е важно да зборуваме за врсничкото насилство и од корен, од неговите зачетоци да почнеме да го разрешуваме, да го надминуваме, би рекла да го превенираме, се разбира, е можеби суштински за да понатаму имаме што помалку работа ние психолозите. Секако, психолог ми се чини многу важен елемент во целата оваа кампања, затоа што ние сме тие кои на крај работиме со жртвите, со сторителите на насилство, со сведоците, со нивните родители, со семејствата, со наставниците и така натаму. Како би го оцениле досегашниот тек на кампањата? Одлично. Има ефекти, има интеракција? Одлично. Јас дури сум изненадена, позитивно се разбира, и на моја огромно задоволство кампањата почнува да допира на вистина до огромен број на луѓе. Тоа го гледаме и од самиот сајт во кој што може да споделуваат своји приказни или оние кои што ќе прочитаат нешто. Меѓутоа и вака разговарајќи со луѓе гледам дека особено и со родители кои што претходно па биле во некаков контакт со тој булинг преку нивните деца, гледам како се радуваат и баш се задоволни за тоа што на вака едно глобално наше ниво. Ви представува обврска или задоволство учеството во оваа кампања? Многу интересно прашање. Ми представува задоволство, се разбира, многу се радувам за кампањата, но обемот на луѓе или обемот на работа или сакам да кажам стручната експертиза која што е потребна за да се продолжи со кампањата и да се тера понатаму е навистина предизвик. Веројатно ќе треба цел тим од психолози да се вклучат и секако мислам дека тоа и ќе биде понатаму за да може да се обслужат сите оние кои на некаков начин креваат глас. Веќе споменавте дел од кампањата е сајтот, веб страницата кренигlas.mk. Јас ќе се обидам на брзина да заедно да го пролистаме сајтот и да поминеме по него. Еве веќе на вашите екрани, почитувани гледачи. Многу интересно искреиран и создаден сајт, бидејќи е интерактивен. Дава можност да се учествува сами луѓето да се јават и да споделат своје искуство и своја приказна. Има објаснување за тоа што е булинг. Ние ќе зборуваме понатаму за врсничкото насилство, за булингот, еве митови, вистини или митови, па популарни личности кои ги раскажуваат, односно го креваат гласот и објаснуваат за нивни искуства. Мене ми беше интересно личните приказни овде десно на пребарувачот, можеме да ги најдеме анонимно раскажани приказни и можам да забележам дека секојдневно се зголемува обемот, односно секој ден има по некоја нова приказна. Ќе се обидеме тука кратко, односно ќе си дозволам во интерес на времето само кратко да пролистам некои, бидејќи поголемиот дел од нив има прочита и повеќе, навистина се и подолги. Од оние покусите кои ми оставија впечаток, известна Емилија, при тоа морам да кажам дека приказните се вистински, меѓутоа заради дискреција само имињата се изменети.
Вели секоја чест за вашата кампања, мојата ќерка го почувствува врсничкото насилство уште кога одеше во градинка. Бидејќи е дете со еден родител, добиваше прашања од врсничка како може сите да имаат татко, а ти не. Како тебе мајка ти те родила, мајка ти е глупава, немате пари и слично. Ги наведуваше другарчињата да не се дружат со ќерками, а на моменти имаше и физичко насилство. Целиот тој проблем траеше неколку месеци, се додека не реагирав кај директорката и имаше подобрување. ПС се надевам дека после оваа кампања ќе има се помалку вакви приказни со почит. Потоа повторно, вие може да искоментирате слободно дел од ова што вас исто така лично како психолог, како човек што е стручен во областа, сепак ве допре на некој начин. Тоа што еве во оваа приказна што ја прочитавте, би сакала да го искоментираме дека постојат многу дечиња кои што се во улогата на Емилија, имено живеат со еден родител, не дека немаат двајца родители, меѓутоа живеат со еден родител кој што другите деца постојано го гледаат во училиште. Тој еден родител, грижејќи се за растењето на своето дете, нема можност да купува брендирана гардероба, да оди да го праќа детето на сите екскурзии. И знаете, во таков еден контекст ќе речеме дека самодовербата на тоа детенце почнува да опаѓа. Кога останатите деца, особено оние кои имаат тенденција кон некакво насилство или носат агресија во себе, кога ќе видат некој дека е засрамен, дека е потиштен, дека е со ниска самодоверба, тогаш почнуваат да го навредуваат и врз него да го опоменуваат со разни зборови, да се подсмеваат и слично. Ке ми дозволите кусо, само уште две, да споделам, како што реков, во интерес на времето. Извесен Филип така е подпишан, вели кога тргна во школа, мислев дека се ќе биде супер, ама не беше. Некои деца почнаа да ме малтретираат затоа што не знаев да кажам р, ме имитираат и ми се смееа за тоа како зборував. Ми беше срам, не сакам повеќе да зборувам. Сара, на одмор некои деца ме исклучуваа и се исмејуваа со мојата облека. Шепкаа и покажуваа кон мене и правеа да се чувствувам како аутсайдер. Се чувствував како да сум невидлива, како никому да не му е гајле за мене. Поголемиот дел од времето го поминував сама и посакував некој да разбере колку ме боли. Навистина многу впечатливи, потресни и буквално приказни кои допираат до срцето на секој обичен и веројатно кога ќе ги прочитате вака, стануваме свесни за она што вообичаено не сме свесни и потребна една ваква кампања за да сите се разбудиме на некој начин. Потресни, но секојдневие. Тоа е нашето секојдневие, кое што ние не го гледаме. Кое што е некаде зацкриено зад вратите, зад училишните клупи, зад стравот, срамот, што на децата, што на родителите. Ке ми дозволите едно подпрашање, бидејќи видовме на сајтот има и мит или вистина. Каде завршува шегата? Бидејќи често пати некои видови на врсничко насилство се објаснуваат како беше шега само. Ние само се шегувавме. Тенка е границата, меѓутоа кога шегата завршува, почнува малтретирањето, односно насилството. Секој може да се шегува, особено децата би требало да се шегуваат, меѓутоа кога едно дете ќе почувствува дека му е тешко во тој контекст, дека се почувствува навредено, малтретирано, шегата веќе треба да престане. Значи, шегата е до оние граници до кои што сите сме среќни и задоволни. Сите сме вклучени во шегата, сите соработуваме со шегата, сите се смееме. Но кога еден ќе престане да се смее, а останатите продолжуваат да се шегуваат, тогаш веќе зборуваме за врсничко насилство. Особено ако тоа се повторува во континуитет, ако едно дете е на негова сметка се шегите постојано упатувани, тогаш веќе зборуваме за насилство. И уште малку околу Крени глас сајтот, има и квиз, овозможува активно земање учество во квиз. Споделени се неколку приказни со добри илустрации, така што сајтот еве повик покана возрастните да ги вклучат и своите деца и заедно со своите деца да го разгледаат, со цел и кај најмалите да ја развијат свесноста за тоа кога е шега, што може да си дозволат, бидејќи сите деца може да се најдат нели во двете улоги, да бидат и сторител и жртва на насилство. Да. Треба да внимаваме и со термините, нели, да не биде насилник, туку да биде сторител, бидејќи ако е сторител го етикетираме многу силно некако. Кога ќе кажеме насилник, да. Ако кажеме насилник, тогаш даваме опис на една личност, ставаме етикета и не даваме можност да промена, меѓутоа кога ќе кажеме сторител, велиме дека ова дете сторило насилно дело, агресивно дело врз друго дете, но сепак
ние како психолози особено се трудиме да ги најдеме оние јаките страни кај децата, јаките снаги за да можеме да му помогнеме да излезе од таа улога на сторител на насилство. Приказните се одлични на страната, затоа што може преку квиз, прво се многу забавни и интересни, не се невообичаени за децата, тие горе-доле ги имаат чуено тие приказни, меѓутоа може да одат низ прашања и да стигнат до крај нели на тој квиз и да стигнат до некои препораки кои што се важни за нив. Да речеме, ако некој дете се препознае во некоја од улогите на приказната, дали е тоа жртва на насилство, дали е сведок на насилство или е можеби сторител на насилство, убаво е да стигне до крајот на квизот за да може да ги разгледа. Целата страна е kreniglas.mk е создадена да може да ги опфати сите категории кои што на било каков начин се вклучени во врсничкото насилство. Покрај тоа што имаме насоки, односно прирачници за како да постапуваат децата ако се најдат во улога на жртва, ако се најдат во улога на сторител или наблюдувач, сведок на насилството. Имаме насоки за наставниците, бидејќи многу често насилството се случува во рамки на училиштето, па и наставниците и стручниот кадар би било добро да имаат некакви насоки или сознанија како да постапат. Не велам дека не знаат, меѓутоа малку поструктурирано се обидовме да тоа го напишеме на овој сајт. И родителите кои што се не изоставива алка во тој круг, задолжително би требало да се вклучат во надминување на насилството. Така што велам покрај квизот, покрај оние лични приказни кои што ги споделуваат луѓето, јас се изненадив колку често и колку опширно и колку многу пишуваат луѓето, и тоа е знак дека ние воопшто и немаме контакт со тоа што се случува реално, а луѓето преку анонимен пат сакаат да ги кажат своите приказни. Гледам дека заживеа сајтот многу убаво и навистина Мак Петрол со целата негова идеја за подигнување на свеста на врсничкото насилство преку овој интернет сајт, мислам дека многу успева да допре до таму каде што е потребно. Да, сајтот е вистински потек, меѓутоа во меѓувреме што се случува, колку би требало да трае оваа кампања? Ајте, Мак Петрол како општествено одговорна компанија ја лансира кампањата, меѓутоа таа кампања веројатно има свој тек. Што кога ќе заврши кампањата? Потребни се веројатно нови кампањи, постојано да се зборува за ова. Какви се очекуваните ефекти и цели? Тоа е многу индивидуален процес. Зборувам за секој кој што на некој начин ќе начуе за кампањата и ќе го отвори сајтот и ќе почне да работи на себе. Кај некои луѓе првиот провокацијски момент ќе поттикне да направи некаква промена, меѓутоа оние кои што подолго време живеат во насилство, веројатно ќе им треба малку и повеќе време исто така за да излезат од истото. А како општество? Тоа сакав токму и да кажам, не можам да проценам колку долго би требало да трае оваа кампања, но сигурна сум дека ќе треба да се понатаму да се појавуваат и нови кампањи, затоа што постојано имаме нови интересни, не би рекла повеќе и загрижувачки теми и приказни кои што булингот сам по себе ги носи и би требало да се опфатат. Булинг е релативно нов збор во нашата употреба. Во превод значи врсничко насилство. Меѓутоа, кога се подготвував за разговорот со вас, најдов дека на научна основа булингот се истражува уште од 1970-тите, минатиот век, значи пред 40 на години. Дали тоа значи дека и тогаш имало врсничко насилство? Во оваа мера можеби не, или пак не сме биле доволно свесни тогаш, бидејќи немало општествено одговорни кампањи. Каква е вашата перцепција во однос на ова? Имало врсничко насилство, се разбира, постои од секогаш и агресијата кај човекот и лутината кај човекот постојат откако постои и човекот. Тие се наши емоции од кои што не можеме да избегаме. Меѓутоа, во последните деценија, две, ми се чини дека е многу зачестено ова врсничко насилство и станува сериозен општествен проблем затоа што ги растеме децата со идеја дека треба да се надмоќни еден врз друг, дека треба да преќутиме еден пред друг, дека треба да се повлечеме дека сме немоќни или дека сме многу моќни. И тоа е нешто што во детската возраст прави формирање на една слика за себе, формирање на личниот идентитет. Кој сум јас? Јас сум никој и ништо и би требало да седам повлечен, да не преземам ризици, да не го кренам својот глас, или пак оние кои што ќе се пронедат во на друга доминантна и моќна улога, ќе се видат себе си како
главни мангупи, како главни лица кои што може се што ќе посакаат да постигнат без разлика каква штета ќе нанесат на другите. Зошто велам дека е општествен проблем? Затоа што овие деца ќе бидат возрастни луѓе еден ден. Не смееме да дозволиме да агресијата биде водилка која што ќе ги поставува, па да речеме хиерархиски, оние општествени улоги понатаму. Од друга страна, еве овие податоци од 70-тите години, да, булингот постоел, насилството врсничко постоело, но сепак мој впечаток е како семеен терапевт дека тогаш семејствата имале малку поразлични вредности. Дека родителите враќајќи се дома од работа во 15 часот имале време да ручаат, да споделат нешто со своите деца, да се одморат и потоа да направат некоја заедничка активност. Во денешно време мислам дека родителите немаат контакт со своите деца. Мислам дека знаете, кога ќе прашам како се грижите вие за вашите деца, па еве работам од сабајле до вечер, треба да се обезбеди пари, треба да студира во странство, треба да се купи ваков блузон, такви патики. И знаете, некако се губиме во тие вредности, сакајќи да му помогнеме на своето дете, многу му одмагаме затоа што не го познаваме. Кога доаѓаат до нас приказните дека нашето дете извршило некакво насилство, тогаш сме зачудени. Моето дете сторител. Па тогаш веќе е вклучен алармот кога треба да се делува. Каде е коренот на ова? Во загубата на тие семејни вредности? Во семејството е коренот на насилството, на проблемот генерално? Повторно, јас како семеен терапевт би рекла да, затоа што се разбира, децата и од своите врсници ги учат моделите на однесување, меѓутоа ние во семејството стануваме такви какви што сме. Од тука тргнуваме да ги градиме, да ја градиме нашата куќа сопствена, за да на крај да видиме како ќе изгледа и каква фасада ќе ставиме. Ако детето во рамки на семејството особено има прилика да гледа насилство, да искуси што е агресија, што е моќ, а што е немоќ. Ако еден од родителите е насилен кон другиот, тогаш или особено ако некој е насилен кон детето, постаро братче, сестриче и детето трпи трауми поради тоа насилство и таа агресија, поднатаму за да ја извентилира таа лутина од себе, за да се види себе си во моќно светло, истото однесување ќе го применува кон други. И се разбира, семејството е тоа кое што треба да реагира. Да, нели се вели дека децата се огледало на родителите, на тоа што го... Така е. Накусо само да објасниме, булингот не е само тепање во училиште. Повеќе типови на булинг, само накусо да дообјасниме за оние кои помалку слушале за ова или помалку се свесни. Какви се форми на булинг има? Прво да кажам дека како врсничко насилство булингот представува континуирано и намерно малтретирање некого на некое друго дете. Зашто континуирано? Затоа што децата знаат да се подбутнат, да се степаат, да речеме, да се скараат за нешто, меѓутоа следниот ден тие играат заедно еден со друг. Или не намерно да се повредат, нели, ќе помине, ќе го сопне, не сакајки и така натаму. Кога зборуваме за наменски малтретирање на некого или нанесување некаква душевна или физичка болка, тогаш зборуваме за врсничко насилство и тоа нели продолжува да трае. Физичкото насилство е многу очигледно. Тоа е кога децата нанесуваат телесни повреди, кога покажуваат преку сопствената сила надмоќ врз другиот. Меѓутоа, како психолог би кажала, и воедно физичкото насилство е многу евидентно и пред родителите. Знаете, кога дете што било жртва на таков факт, ќе дојде дома, децата ќе видат, родителите ќе видат и скината облека, ќе видат модринки, ќе видат гребаници и веќе ќе ја отворат приказната што се случува со моето дете. Меѓутоа, како психолог би рекла дека психолошкото насилство е навистина нечујно за останатите луѓе, за родителите и наставниците, а е толку продорно што прави целосна промена во растењето, односно во формирањето на личноста на тоа дете. Под психолошко насилство многу често се слушаат погрдни зборови, од типот еви Биби и Боби, тие се за помалата публика наменети и одлични се нивните видеа во рамки на кампањата на Макпетрол. Меѓутоа, кај поголемите дечиња веќе тука се зборови кои што навистина знаат да повредат. Знаат да нанесат лузни кои што за нас се невидливи. Да речеме грд си, дебела си, ништо не знаеш, глупав си и така натаму и така натаму. Поради овие
психолошки малтретирања, децата се повлекуваат во себе, почнуваат да веруваат во сликата која што ја слушаат од другите за себе и тешко е да излезат од тоа. Покрај погрдните зборови во психолошкото насилство, многу силен елемент се и заканите, затоа што оној кој што малтретира некој друг, истовремено му се заканува дека ако кажеш на некој за ова, ќе те убијам. Ако кажеш за ова, ќе биде полошо. И навистина децата одлучуваат да не кажат за тие психолошки малтретирања, да ги држат во себе, да ги потиснуваат во себе, затоа што според нив заканата е многу поголема ако го пројават насилството и го кажат. Како тоа како родители да го препознаеме ако се случува и како да го спречиме, односно како да го заштитиме детето кое е жртва на ваков психички терор? Одлично прашање и воопшто не е едноставно да се одговори. Првите последици од таквото насилство или оние краткорочните последици може да ги забележи родителот, повторно ќе кажам, ако е во контакт со своето дете. Ако го гледа како расте, како се развива и што му се случува во текот на денот. Ќе почне да се повлекува, ќе почне неговата самодоверба да опаѓа. Нема да крева рака на училиште, затоа што најчесто тие се бубалици, тие се сакаат да се истакнат, нели овој кој треба да биде помоќен од него не му го дозволува тоа. Ќе одбиваат да одат во училиште, ќе го менуваат патот до училиштето за да не ги сретнат групата на деца или само тоа дете кое што е сторител на насилството. Ќе бидат изолирани во соба, ќе одбиваат да социјализираат надвор со останатите деца. И ова се, да речам, однесување кои што може да не доведат до прашањето што се случува со моето дете, но исто така се појавуваат и психосоматски реакции. Психосоматските реакции се силна главоболка, проблеми со стомакот, нервозно црево, неможност да се излезе и да се стане од дома поради сите овие телесните скоби кои што се велам психосоматски, омалаксаност во мускулите, вртоглавици и многу други физички манифестации на таа душевна травма. Да. Побрав статистики, како стоиме со бројки кога станува збор за булингот и семејното насилство, една минатогодишна анкета, односно истражување на Think Tank организацијата Аналитика вели дека дури 62,7% од учениците потврдиле дека насилството е често или постојано присутно во училишната средина и дека биле директно вклучени или сведоци на насилство. Високи 83% покажале дека девојчињата се почести жртви кога станува збор за врсничко насилство. Зошто е така? Поради оние стереотипи дека жените се послаб пол, кои се вкоренети во традиционално општество како што се уште се смета македонското или пак некоја друга причина? Да, за жал, девојчињата се поранливи во тој период, иако има фази во нивниот развој кога малку побрзо когнитивно созреваат од момчињата. Меѓутоа силата, некако и природата, да речеме така, ги поделила работите, да физичката сила најчесто отпаѓа повеќе кај момчињата и сакајќи да докажат дека се тие моќници вршат насилство врз девојчињата, но и насилството е меѓу истиот пол многу често, да речеме девојчиња со девојчиња кои малтретираат друго девојче и така натаму. Ова се статистики кои што според мене можам да зборувам, ја покажуваат сликата делумно, затоа што вистинската слика, она што во реалност постои, е малку поразлично. Ние имаме огромен број на жртви на врсничко насилство кои што поради причините што претходно ги спомнав не се охрабруваат да кажат. Значи е пострашна вистинската слика. Па јас од мојата работа, од мојата пракса би можела да кажам дека е малку пострашна од овие проценти. Уште малку само како провокација, друго истражување на Младинскиот образовен форум пак на тема насилство кај средношколците вели дека повеќе од 22% од испитаниците од средните училишта во Македонија биле задевани или исмејувани, 36,4% од нив кажале дека биле жртви на ширење невистини за нив, 10% биле жртви на сексистички коментари или гестикулации, а 11% добиле навредлива или исмејувачка порака на социјалните мрежи. Зборувавме за физичко насилство, за тепање во училиште или за физичко малтретирање, за психички исто така терор врз другарчињата и врз малолетните, меѓутоа малку повеќе околу ова новите времиња, новото време овозможува и сајбер насилство преку компјутер или преку телефон, преку социјални мрежи или директно на порака. Тоа е страшно. Тука ја губиме контролата.
именно затоа што децата покрај тоа што насилството го применуваат во училиште, сега веќе со сите овие технологии, социјални мрежи имаат можност насилството да го продолжат дома. И тоа детенце што е жртва во училиште ќе биде жртва и дома. Ќе биде исклучувано од групите на неговите врсници, зборувам на оние групи по социјалните мрежи, или ќе биде исмевано. И јас имав и скоро еден таков случај кој што го работев за дете кое што целосно одбиваше да оди во училиште, токму поради тоа што сајбер насилството го трпеше и дома. Кога ќе ме прашаат родители што да правам во врска со ова, првично велам дека треба да се пријави во училиштето, дека треба да реагира стручната служба на училиштето, вклучувајќи ги директор, психологот, педагогот, социјален работник, директор и така натаму, ако не може да се повикаат и на повисоки институции. Меѓутоа во рамки на домот им препорачувам на родителите да го следат детето, како комуницира на социјалните мрежи, во кои групи припаѓа, како другите деца кон него се однесуваат и компјутерот да биде ставен на видливо место. Да речеме, компјутерот да е во дневната соба за да родителот постојано може да биде во контакт. Да се охрабри едно дете да каже што се случува на тие социјални мрежи. Мислам да зборува со родителите првично или со некој друг возрасен, за да може да се надмине состојбата. Бидејќи спомнавте дека сте работеле со такви деца, би бил ли некултурен ако ве замолам за да споделите некое лично искуство, се разбира анонимно, меѓутоа еве вака конкретно за некое дете кое е дошло на сеанса на терапија кај вас и побарало помош психолошка заедно со неговите родители или сам, како жртва на физичко насилство. Што се случува во неговата душа, во неговата глава? Можам да споделам еден случај, се разбира исто како и приказните, ние ги менуваме имињата, меѓутоа ги менуваме и некои од важните, например ако е девојче ќе кажеме машко и така натаму, зависи, нели, за да не може ни оддалеку да се препознае за која приказна станува збор. Имав еден случај со дете кое што се неговата мајка доаѓаше, потоа и таткото по време го викавме на разговори, беше жртва на насилство во основно училиште, тоа беше 8 и 9 оделение додека работевме. Беа известени и стручната служба во училиштето, и тие преземаат своји мерки и некако насилството веќе во 9-то оделение престана. Да речам, не беше ова дете мета за оние неколку дечиња кои што го малтретираа. Оно што се случи, токму поради овие сајбер насилства кои што се актуелни, беше кога детенцето се запиша во средно училиште, насилството продолжи, затоа што веќе таа стручна служба, тој директор, тоа училиште не беа надлежни за децата, нели, откако ќе се запишат во средно. И тоа беше навистина тежок. За мене беше голем предизвик, беше тешко да се пофати крај со крај, бидејќи на ова дете кое што беше сторител на тоа насилно дело, веќе почна да ги известува другарчињата во класот, во новото средно училиште на ова дете, за да го исмејува, за да повторно го малтретира. Сега, што се случуваше или која беше приказната на детето? Целосно немоќно дете. Дете кое што не ги познава своите јаки страни и своите способности. Дете со кое што требаше сесии да разговараме за тоа зашто го бива. Дете кое што се повлече целосно, насилството не беше само 8 и 9 оделение, насилството траеше и претходно, но тогаш веќе родителите активно се вклучија во надминување на истото. Дете кое што не веруваше во себе и секогаш веруваше дека другите се во право. А интелигенцијата, солидна, материјалот училишен, солидно опфатен, научен и така натаму. Работевме на јакнење на неговите снаги, работевме на миролюбиво однесување со другите деца, на игнорирање на насилството кое што се случува и формирање на своја група, односно врсници кои што се најблиску до неговата природа, би рекла, на однесување, за да може да го пронеде своето место, да речеме, помеѓу врсниците. Какви ќе бидат последиците врз неговиот развој? Во каква личност може да прерасне сега во овој случај бидејќи побарал помош или ако не побара помош и ако го таи тоа во себе и продолжи така да... Откако ќе дојдат на психолог, ние работиме постојано работиме на тоа да ги намалиме последиците или ако можеме целосно да ги отстраниме тие последици. Но да речеме, ако дете не доаѓа на психолог, тоа ќе живее во инфериорна позиција или ќе се повлекува, ќе се изолира, но веќе после адолесценција,
ќе се забележи страф од ризик, ќе се забележи подчинетост, жртва во повеќе животни ситуации, бегство. И за жал, нешто што исто морам да споменам е посегнување по психоактивни супстанци, посегнување по алкохол или некоја карактеристика од некој друштва преку која што ќе може да припаѓа. Значи, ако почнам да користам дрога, јас во мојата врсничка група, односно во групата која што користи дрога, ќе бидам исто третиран како нив. Таму нема да трпам наследство, затоа што сум по една моќна карактеристика ист како нив. За да не дојде до тоа наследството, треба да го спречиме. Сакам само да додадам, ова е многу важно, покрај жртвата, последиците се многу страшни и многу големи за оној кој што е сторител на ова дело. Зборувам повторно за случајот, затоа што ние мислиме дека нашите деца се многу силни и се супер ако се сторители на насилство, меѓутоа тие трпат многу поголеми последици. Се судираат со законот, имаат криминогено досие, прават деликвенции, едноставно нивните потенцијали како добри граѓани се веќе уништени. Токму тоа сакав и да прашам, бидејќи превенцијата е најдобар одговор. И затоа и оваа кампања на МакПетрол. Меѓутоа, доаѓаме во ситуација кога тоа ќе се случи. Дали треба и некако вид на санкции, казни, кој да биде казнет, кој е одговорен тука? Дали детето, дали родителот? Дали можеби училишните авторитети, бидејќи тоа не го забележале и не алармирале навреме? Само како додавка на ова, проблемот е глобален. Прочитав дека не само во западниот свет, врсничко наследство се соочуваат и земите во Африка, во Азија, исто така сериозен и глобален проблем. И оваа кампања на МакПетрол ќе треба да продолжи, односно ќе треба сите да се активираме и сите да се вклучиме навистина. И да се прошири на светско ниво. Во однос на казните само еве за регионот, исто така подсетување во 2000 и некоја 11-тата беше кога едно дете во соседна Србија се изврши самоубиство бидејќи беше жртва на врсничко наследство, па потоа беше дебата се водеше во таа земја за така наречениот Алексински закон, ако се сеќавате, да може сторителот на врсничко наследство да биде отстранет од училиште, дали избркан, дали суспендиран на одреден рок. Се вршеше таа дебата и пред да се случи Коста Кецмановиќ. Што во однос на казните, ако веќе превенцијата затеа? Казните секако ги сносат родителите, затоа што повторно се враќаме на семејството и на губење на тој контакт со своето дете и родителите се одговорни за сето тоа. Меѓутоа, според мене, она што би требало да се случува е задолжително лекување, би рекла, ајде, ако е таа агресија во тој степен, тогаш е задолжителен психолошки третман или задолжително психијатриско лекување, зависи во кој степен тоа се одвива. Кај нас нема некои санкции кои што, барем јас не сум сретнала до сега санкции кои што се применети. Може би има ако се случило повреда, ако се случила тешка телесна повреда и така натаму, меѓутоа до мене тоа не допрело. Имаше после случувањето во Србија, имаше многу пријави на деца сторители на наследство и од меѓуопштинскиот центар за социјални работи препраќаа дечиња кои што се навидум сторители или на наследство, се работи со нив, тековно ја следиме програмата, така што би рекла, ако веќе спроведуваме мерки, задолжителен психолошки третман е според мене најважен. Стојановска, темата е толку широка, толку сензитивна и толку потресна, што имаме многу да зборуваме. Јас би сакал, за жал мораме да завршуваме, времето е тоа. Меѓутоа, еве, користам оваа пригода да ве поканам на уште еден разговор во некоја блиска иднина, а би сакал да ако се договориме да ги отвориме нашите телефони, па и гледачите да ги вклучиме, да биде и оваа емисија да ја направиме интерактивна, да споделат некое нивно искуство или некое нивно видување во однос на врсничкото наследство, бидејќи темата на вистина не засега сите, бидејќи секој ако нема директен во семејството, познаваме децата се нашата иднина, нели? Одлично би било со отворени телефони. Јас на вистина МакПетрол ја почна оваа приказна да луѓето креваат глас за да можеме да живееме по едно поубаво време. Да, еве, ќе ги поканиме и учесниците, јавните личности кои се вклучени во кампањата и тие со свое видување, со цел да алармираме и ние и да им овозможиме на што поголем број луѓе да кренат глас и да станат свесни за овој проблем. И благодарам многу за учеството. Благодарам и вам на поканата.